најавам добитниците на интелигентните признанија за најнаградувањуваат општествено одговорни практики. Најголем број предпријатија кои аплицира се од услужници. Почитувани министри во владата, почитуван амбасадоре на Европската Унија господин Ешбогар, почитувани представници и дипломати од меѓународната заедница, почитувани деловни луѓе од нашата деловна бизнис заедница, почитувани представници на граѓанскиот сектор, почитувани медиуми, дами и господа. Имам посебно задоволство да ја отворам оваа 10-та јубилејна манифестација, национална награда за најдобри општествено одговорни практики на предпријатијата во Република Македонија за 2017 година и да упатам честитки до представниците на предпријатијата за сите проекти со кои тие аплицираа. Упатувам честитки и благодарност до сите вклучени институции и поединци за организирањето на оваа манифестација, како и за нивните останати активности за поттикнување и за успешно спроведување на политиките на општествена одговорност во нашата земја. Дозволете ми овде пред вас да изнесам една своја лична перспектива за концептот на општествената одговорност и за корпоративно одговорните компании. Зошто постојат и зашто работат компаниите? За профит или за некоја друга цел? За газдите, акционерите или за општеството и граѓаните? Некој ќе рече, одговорот е едноставен, заради остварување на профит. Но ако отидете чекор понатаму во размислувањето, брзо ќе дојдете до заклучок дека ако некоја компанија сака да прави профит, мора да се грижи и за околината, за општеството, за заедницата во која го остварува својот бизнис. Мора да произведува квалитетни производи и услуги или клиентите ќе си заминат да работат со некој друг. Мора да се однесува со вработените фер или тие ќе си заминат од работа. Не смеа да ја загадуваат животната средина, зашто ќе се соочат со гневот на заедницата. Во исто време, колку и да звучи парадоксално, но општествената одговорност на компаниите се состои во тоа да го зголемат профитот. Колку поголем профит, толку е поголема можноста по значаен процент од заработката на компаниите да отиде во општествено одговорни проекти. Во проекти на заедницата, во која што работат и функционираат, оти сите ние доаѓаме од некоја заедница и сите ние правиме добри дела кога враќаме на своите заедници. Според одредени студии и анализи, компаниите што имплементираат корпоративна и општествена одговорност имаат 2 до 3% поголем профит од нивните конкуренти. Корпоративната култура, бизнис политиките за лојалноста на клиентите или потрошувачите, иновативниот пристап во управувањето кој вклучува волонтерски пристап и служење на заедницата, поттикнување промени во компаниите, кои пак можат да предизвикуваат многу поголеми промени и резултати во средините во кои работат. Средините кои станале подобри заради придонесот на општествено одговорните компании им возвраќаат на компаниите со мотивирани работници, со стимулативни услови за унапредување на бизнисот. Тоа е тој круг во кој што општествено одговорните компании и стимулирачките средини си возвраќаат едни на други. Радува и фактот што се повеќе компании во Република Македонија се свесни дека со вложувањето во општествена одговорност вложуваат во својата конкурентност, најмногу поради тоа што овие практики станаа предуслов за работа и извоз на странските пазари, особено на пазарот на Европската Унија. И наградата за најдобри општествени одговорни практики на предпријатијата во Република Македонија за 2017 година има за цел да промовира позитивни практики и при тоа да инспирира воведување и натамошно унапредување на активноста на фирмите во подобрување на животот на граѓаните, индивидуите и групите во Република Македонија. Почитувани дами и господа, сакам да напоменам дека заедно со сите други земји посветени сме на имплементација на целите на одржлив развој на Обединетите нации до 2030 година, кои се тесно поврзани со корпоративната општествена одговорност. Суштината на целите на одржливиот развој е офатена во една единствена реченица: никој да не биде изоставен. Ова е нашиот водечки принцип во се што правиме. Драго ни е што реформската програма на владата е заснована врз истиот принцип. Дозволете ми во оваа пригода
да издвојам една од целите. 8-та цел вели: обезбедување на одржлив економски развој и честна работа. Јас би додал и награда за сите. Еден од принципите, од столбовите врз кои почива економската програма на владата на Република Македонија е економскиот раст. Без него ништо. Со поддршката на инвестициите, на извозот и на малите и средните предпријатија го отвараме процесот на покачување на платите. Го направивме првиот чекор со зголемување на минималната плата и при тоа значително внимание посветуваме на стабилноста на бизнисите. Едното без другото не е возможно. Инсистираме на пораст на платите како еден од двигателите на економскиот раст. Нашата цел е да создадеме услови за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор, за да го забрзаме економскиот раст, кој што е една од главните цели на успешна влада. Компаниите ќе добијат поддршка за ново креираните работни места со плата за 50% повисока од минималната плата. Иницираме мерки за високоплатени кадри. Целта е младите луѓе и оние со високо ценети и платени професии, кои досега ни заменуваа, да останат да живеат и работат во Македонија и да бидат добро платени за тоа. Сите да имаат економска причина и логика да останат во нашата Република Македонија. Сите овие мерки учествуваат во креирањето на нови, добро платени работни места во пријателски и мотивирачки средини. Почитувани присутни, во државите членки на Европската Унија се забележува дека е се поактивна улогата и придонесот на деловниот сектор во остварувањето на потребите на заедницата. Се поголема е соработката со граѓанските организации во давање услуги и спроведување проекти во јавни дејности. За таа цел, владата презема мерки со цел да го поттикне партнерството помеѓу граѓанските организации, деловниот сектор и институциите со стимулирачки улеснувања во даночната политика. Сигурен сум дека концептот на општествена одговорност на предпријатијата во Република Македонија засилено ќе се развива и во иднина, со зголемување на бројот на компании кои со своето транспарентно и етичко однесување ќе придонесуваат и понатаму за заштита на животната и општествената средина, за одржлив развој и просперитет на заедницата во која живеат и работат. Повикувам да помагаме, да враќаме на заедницата кои беа околу нас секогаш за да се развиваме во нашите лични и професионални ангажмани и како личности и како компании. Ви благодарам на сите.